да бидеш актер, треба да си прво многу несигурен во себе. Буквално бев кажала, никогаш во животот нема да постигнам да го направам. Ве молам никогаш повеќе да не ми се обратите за ова. Цел живот бев обкружена со луѓе, со многу различни луѓе. Не можев да посакам да станам нешто друго освен тоа што сум денес. И јас сум Јулија. Не ти судам ако сакаш биде и Роме. Публиката, какво искуство ти би сакала да има околу твоите представи, на твоите представи? Што да и се случи? Па секогаш сакам прво да дојдат дотерани. Извини. Ќе го надминам. Не вели стој, зошто патот е овој, имам сега повод свој, не се двоумам за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Што го врти светот? Танц, филм или можеби сепак нешто трето? Ова прашање ќе го поставиме на Наталија Теодосиева, една од нашите најпопуларни актерки од својата генерација, затоа што можевме да ја гледаме во главна улога во 2 филма, и во филмот Врба и во филмот Мими. А сега, доколку сакате да ја погледнете на театарската сцена, може да ја видите во Македонскиот народен театар, каде направи трансфер од театар комедија. Неслучајно е толку успешна во својата кариера, поради секако актерските квалитети, но и затоа што навистина е прекрасна личност. Слушнете што се Наталија има да каже, а потоа се враќаме во студиото и одиме веднаш во музичко студио, каде што не чека најраспеаната контролорка на летање Мијата. Уживајте! Здраво, Наталија, што го врти светот? И наетот. Точно, многу точно. Така, она балкански кажано и наетот. У секоја смисла на зборот. Добро, без инает. Ке речеш Балканот треба да го вртима како е и наетот, ама... Не, и наетот во Балканот, да. И наетот во форма на истрајност, на упорност, да. А ние балканците тоа најдобро го знаем. Кажи ми, сега ти поставам неколку кратки прашања или треба да ми одбереш одговор. Добро. Црвен тепих или стоечки аплауз на мала сцена? Стоечки аплауз на мала сцена. Награда од публика или Гран При? Колку е тешко ова. Награда од публика. Добра. Кога гледаш филм, би одбрала мюзикл или драма? Драма. Секако. Што прашувам актерка мюзикл. Кажи ми, за разлика од многу актери кај нас, ти си имала повеќе можности да глумиш на филм, а посебно нормално најпознат е филмот на Милча Манчевски и Мими, каде што ги имаш главните улоги. Главна улога на филм колку е различна и како те формира како актер, например, во однос на оно што значи карактер. Колку поголема публика ги гледа овие филмови, затоа што одите и на фестивали, ги гледа меѓународна публика, така што колку ти е битно еве пак да те гледаме во филмови понатаму. Работа на филм е многу интересен процес. И со самото тоа, кога знаеш дека добиваш носечки лик во филмот, се појава одеднаш многу голема одговорност, пошто сите знаеме колку е скапо да се направи филм и колку треба време, колку луѓе, колку трпение и така натаму, а ти си тој што малтене го носи филмот и стварно осеќаш огромна одговорност околу тоа, а во исто време и многу инспиративно за работа. Со самото тоа што си толку изложен на големото платно и филмот претендира да патува интернационално, така добиваше поголема видливост како актер. И е многу значено за секој глумец да добие на таква шанса. Затоа што мислам дека, особено денес, тоа е патот и начинот како да бидеш виден и надвор од Македонија. Апсолутно. И ако морам да кажам дека за жал филмовите македонски немаат толку голема дистрибуција кај нас. И многу луѓе не ги ни познаваат нашите филмови. Ама кога ќе добиеме Оскар? Но кога ќе бидеме прославени во странство, тогаш се сите кажа, имаме филм, ајде да го гледаме. Да. Да идеме во кино. Малку обратно, ама добро Диџе Ахмед добро направи, отидоа на секаде, па на крај месец дена или нешто можеби повеќе игра во Синеплекс. Така што, ете, одете, гледајте ги македонските филмови, нема што да се изгуби, може само да се добие. Апсолутно. Ти почнуваш како танчарка,
затоа што доаѓаш практично во Скопје, уште средно да учиш тука танц. Ти како ти се поврзани танцот и глумата, затоа што знам дека и се слушаат и предмети танц на ФДУ, ама Да, и сигурно обратно. не е исто. Да, и Како? обратно. Што обратно? Во средно балетско учевме глума. Стварно? Да. И тоа беше супер предмет. Одлично, значи ти си била веќе спремна. Па на со некој некоја начин, да. предност. И се сеќавам дека едниот испит кога ни предаваше Васил Зафирчев, кој беше одличен професор по глума во средно. Верувам. Плюс и тој има танчерска позадина и кој беше совршен за тоа. Се сеќавам дека јас полагав со сцена од Балканка, мојата тогаш омилена сцена, со Ружа кога се враќа дома, Баба Зумбула кога се кара со Трендафил затоа што гледа жирафи во Африка, наместо да земе пушка како сите патриоти и да гине, мушти гледа жирафи во Африка. Да, и тоа Јака беше сцена. мојот испит по глума во средно. Одлично. Да, имав 14 години кога дојдов во Скопје. Брат ми тоа време учеше во Битола средно, па мора ради мене да го пренасочат и него во Скопје. Да не си Да, сама. за да бидеме барем двајцата во Скопје. И така многу инспиративно и храбро од моите родители што Многу решија да го поддржат мојот сон и мојот потенцијал и да ми веруваат доволно за да на само 14 години ме пуштат сама во Скопје да живеам и да истражувам. Преку танцот имаш одено и во Америка да танцуваш и да бидеш дел од таков тип на арт школи, веројатно веќе си знаела дека сакаш да бидеш и актерка. Кажи ми, зошто не остана таму, зашто нели некако си замислуваме, ајде сега Холивуд треба да се освои, така кога си била млада и како седи си во Америка и можеби ќе ти се случи. Да, јас бев прилично млада кога отидов прв пат на школа, имав 16 години. Така нешто. Добив стипендија на еден летен светски уметнички многу познат камп кој се вика Интерлохен. И буквално има средношколци од цел свет. Таму запознав луѓе од буквално од секој дел од светот. И тоа е програма која трае неколку месеци, всушност цело лето. И со набиени агенди, буквално од сабајле од 7 до 4, нон-стоп си во сала, вежбаш, учиш, работиш, импровизираш, ручек, уменза, назад и така натаму. Ти дома немаш свратено во тинеџерските години, вака како Па што не, те слушам. затоа ти викам, омилен дел од животот ми е тоа. Скитник. Преубаво. И таму всушност научив дисциплината да се биде артист, не само дисциплината да се биде танчер. Она колку мораш да дадеш за да ти врати и дека многу треба да даваш за да ти врати и дека е многу по благородно да вистински да го правиш тоа што го сакаш. И некако ми се зацврстија темелите дека сакам да останам да бидам уметник. Дали ќе се бавам со танц или со глума или со нешто друго, секако сакав да го правам тоа, затоа што тоа е една комуна која ти дава ветер во грб и буквално ти ги оправдува сите твои и најлуди соништа кои што сакаш да ти се случат. Буквално немаше ништо што ме плашеше. Јас при тоа немав основно школа во класичен балет, затоа што во Кочани нема нижа школа за класичен балет. И јас се запишав на модерен танц и точно дека имав некој недостаток на некој начин тоа што не го владеев класичниот танц и директно се вклучив на модерниот, меѓутоа верував дека за мене има нешто друго понатаму. Дека не е Очигледно. само оваа коцка, Да. дека само вака и ова ќе биде цел живот, него А ова е само почеток. зошто не остана таму да се бориш да добиеш холивудска улога? Ние не сме имале, сме имале актери кои што биле во холивудски продукции, меѓутоа тоа биле генерално многу споредни улоги со многу малку минути. Немаме македонска звезда во Холивуд или во Америка. Зошто не остана таму да се бориш? Мислиш дека овој пат е подобар Македонија регион тука каде што Од овој аспект, да. Го мислам тоа дека за мене, по мојот сензибилитет и она што јас сакам да го постигнам или што мене ми интересира е буквално почнување од дома. Од дома, од корените, па малце се шириш, па малце комшиите, па малце пријателите, малце таа индустрија, некако многу повеќе ми лежи таков прогрес. Не сакам, генерално како личност, не сакам
тектонски, не знам како да кажам, драстични промени, сакам многу промени. За актер е многу најголема бариера е јазикот. Јас најдобро се изразувам на македонски. Јас најдобро мислам дека можам да направам лик на македонски. И сакам да го правам тоа на македонски. Тоа е мојот мајчин јазик. Да. Мајка ми успивала на тој јазик. Да. Мајка ми пеела песни на тој јазик. Као првите книги ги имам прочитане на тој јазик. Има некоја емоционална меморија која ме врзува. И затоа мислам дека најдоброто можам да го направам на овој јазик. Потоа, ако се прошириме малце на регионот, мене српскиот јазик ми е многу попознат него германскиот, например. Така, хрватскиот, бугарскиот и така натаму. И поблизок И некако. поблизок. Луѓето Да. ми се поблиски. Менталитетот ми е поблизок. Да. Кажи ми за тебе, кое е влијанието, например, на комедијата во твојот живот, воопшто, не на театар комедија, само ќе зборувам и за тоа, затоа што пред малку направи трансфер од комедија во МНТ, што е супер промена, веројатно, за тебе како актер, меѓутоа, кое е влијанието за тоа што почна во настап. И ти викаш, тука некако си го скршила мразот да ја смееш публиката. Да. Каква е таа реакција и дали ти недостига, зашто одамна не сме виделе нешто од настап, да настапат. Да настапите. Болно прашање. Извини, не сакам да те повредам. Ќе го надминам. Да, настап се случи многу неочекувано во мојот живот. Често ги пратев дечките од настап, кои подоцна стана и моја екипа. И знам дека еднаш ме викнаа надвор на ФДУ и ми предложија да станам дел од нив, јас се исплашив. Буквално бев кај ова никогаш во животот нема да постигнам да го направам. Ве молам никогаш повеќе да не ми се обрадите за ова, ме фаќа страфот помислата. И така траеше таа понуда долг период и од време на време ќе ме потпраша, често ги одбивав. И знам дека еднаш седев во стан и размислував на тоа дека нешто мора ново да ми се случи и сакав да надминам некој страв. И тоа ми дое прво на ум. И бев као, и дури се исплашив од самата помисла дека тоа ми дојде на ум. Као, не можеш ова да го мислиш, као престрашно е за тебе. И Се плашиш од комедија. Да. Јас, да, многу се плашев од комедија. Јас сметав за себе дека воопшто немам нух да играм комедија. И така решив да им се приклучам, да го надминам тој страв и го надминав и дека пред секој настап јас се откажувам од настапувањето, али после секој настап сум као идем утре Чисто пак. за тие што не слушаат, а не биле на настап, се работи за импров група каде што вие треба да направите нешто, има игри најразлични, треба да направите како актери нешто и тоа е импровизација и често од публиката се бара да ви даде предизвик за да на сите ни биде јасно дека ова никогаш не сте го замислиле или играле. Ти текнуваш што беше првата игра или првиот пат кога се осети дека е добро, дека си го погодила? Како не? Ај, тоа морам Како раскажи не? ми го. Јас ќе го памтам цел живот, а дури добив аплауз Опа! на мојот прв настап. Не беше страшно. Мислам дека беше играта Ливчиња. Ливчиња е играта кога има двајца актери на сцена во зададена ситуација, например, ајде да речеме Ромео и се пушта на Јулија. Добра. И јас сум Јулија. Не ти судам ако сакаш биди и Роме. Да. И имам две ливчиња во џебот кои не знам какви реплики имаат и ја водиме ситуацијата со партнерот и во одреден момент го вадиш ливчето, ја читаш репликата која можеби е не сакам црвен телефон. И тоа е преабсурдно и буквално од никаде дојдено и затоа е смешно, но мора да го продолжиш и во таа насока. И знам дека Например, ајде да се јас ќе го испием ова шишенце отров. Епа и јас не сакам црвен телефон и затоа решив. Да, и продолжуваш, не сакам црвен телефон, затоа не сакам да го правам ова или смешно е, не можам овие игри не се објаснуваат теоретски. Да Тоа мора дојдат да се си гледа. видат. Да, и се сеќавам дека извадив некое многу смешно ливче и на крај поентирав со мислам дека партнерот ми рече као, па и не знам што ти воопшто бараш овде и јас мислам дека на тој реков за да ве надминам или да ви искинам сите овде и направив некоја многу као ваков потек и публиката беше као Супер. Да, прво затоа што прв пат гледаа женско на настап
И мислам се отворив и почев да ги користам сите женски атрибути. И уствари тогаш сватив дека сум многу смешна. Затоа што влегов во машка екипа и првите идеи и интенции што ги имав беше дека морам да се вклопам со нив, да бидам ја батка, да бидам, не знам, некој наркоман. И после тоа сватив дека само треба да ги користам моите женски атрибути. И дека Затоа што тоа фали некако во целата работа. Апсолутно. Апсолутно. И сега како МНТ е најголемата куќа, како ти го замислуваш идеалното искуство на одење во театар и публика во МНТ, нели, бидејќи Како сепак публика? Како публиката, какво искуство ти би сакала да има околу твоите представи, на твоите представи, што да и се случи? Па секогаш сакам прво да дојдат дотерани. Добро, значи ние одиме тренерки во театар. Не одиме во тренерки во театар. Најубавата облека. Да. Тоа е првиот знак дека ја почитуваш уметноста и тоа што некој го направил за тебе. Се шалам. Публиката да го доживее во театар е чувството на задоволство пред се и на некој начин привилегија. Затоа што мислам дека е многу интересно во животот да наблюдуваш некој тук живот, а тоа е публиката во театарот. Ние сме 100% во моментот додека изведуваме представата, 100% сме спонтани и ние на некој начин ги доживуваме одново работите и на некој начин работите стануваат наши лични. И големо е задоволството да го гледаш тоа. Сега го спомна детството и Кочани и добро рано си дошла, меѓутоа ти постојано одиш во Кочани, си доста присутна. Како го памтиш тој период? Каква ти е, не знам, соодносот ета детство и живење во Кочани и Скопје? Кочани е за секогаш составен дел од мене. Не можам да не се навраќам на било што ми се случило таму. Пред се имав многу слободно детство, растев многу слободно, бев повеќе надвор него дома. Имав супер другари и другарки. Живеам во дел од градот каде што куќата се наоѓа точно во градскиот парк и по цел ден бев надвор и по цел ден имаше деца што доаѓаат од различни мала и бев многу активно и палаво и темпераментно дете. Исто така растев и многу со уметност, затоа што мојата фамилија се скоро сите музичари, до ден денес се бават со музика. Сум растела со квалитетна музика, сум растела со артисти, сум гледала како приватно се однесуваат, како се однесуваат на сцена, несвесно сум крадела, несвесно сум влегувала веќе во тој свет и во тие патерни како треба некој артист да се однесува или уште поточно што треба да го интересира во животот за да стане тоа што сака, да се изреализира така како што сака. И можеби затоа таму ми е дојдено тоа дека чекор по чекор е многу поздрав начин и она да се држиш до себе и до своите лични принципи и ќе стигнеш таму кај што сакаш, затоа што најбитно треба на крај да бидеш задоволен со уметникот во себе, со самиот себе, а не за да ги исполниш тугите очекувања и да направиш, не знам, некои работи во животот за кои, не знам, ќе се каеш или ќе се чувствуваш лошо, само на сметка за тоа да успееш. Исто така растев во ресторан, во кафана, малтене, боемско дете сум. Моите цел живот имаат ресторан. Тоа е некој стар ресторан кој постои од 1927 година на редната. Секогаш твоите биле тука? Да, од мојот прадедо до денес до татко ми, мислам, моментално не го држиме ние. Има други луѓе кои го водат ресторанот, меѓутоа се уште е наш, тоа е во мојот дом. Тоа е мојот живот. Мене келнерите ме учеа да цртам, да пишувам, да читам. Од школа кога се враќав влегував прво во ресторан, на првата маса, тоа беше масата за персонал, нарачував храна, јадев па си идев дома. Предобро. Да. Цел живот бев обкружена со луѓе, со многу различни луѓе, со секакви профили на луѓе. И не можев да посакам да станам нешто друго освен тоа што сум денес. Кочани како живееше, како функционираше порано и сега, бидејќи во сите мали градови имаше, барем и јас, како што памтам, јас одев многу често во Берово, многу повеќе млади деца отколку што има сега. Гледаш ли некоја разлика во тој однос? Многу. Особено дете што растело во Пролет, тоа е кафаната, навикнат си очекуваш да продолжи таа динамика, луѓе, музика, музичари, долги муабети на маса, цигари, алкохол и така натаму. Нема прибирање.
Нема прибирање. И со текот на годините, знаете како Кочани беше многу културно богат град. Јас се сеќавам кога бев мала сум слушала, пошто сум најмало дете у фамилијата, за некои многу големи рейв журки кои што се случувале во тоа време. Многу свирки, многу кафичи, многу концерти. Мислам и до ден денес ако земете да истражувате, многу музичари има од Кочани, тоа многу добри музичари. Например? Помогни ни малку во истрагата. Океј, ќе почнам малце од подалеку. Стево Теодосиевски, кој, се случува да и мој дедо. Не знам, Кочани оркестар. Тоа е блех оркестарот кој е познат низ цел свет. Има многу бендови. Има еден многу млад бенд кој денес почнува да се простира низ нашиот регион Корка, тоа се баш онака алтернативен бенд и се премногу млади деца кои носат една посебна енергија со нив. Има многу уметници и луѓе кои потекнуваат од Кочани и мислам дека тоа се основа на тоа дека порано Кочани беше многу слободен град и насекаде имаше секакви случки, дешавки, концерти и така натаму и ние сме растеле со тоа. Кога јас растев, скоро секој имаше свој бенд. Скоро секој свиреше некој инструмент. Имаше драмско студио, аматерско студио, аматерски театар кој редовно даваа представи. Се сеќам дека не се сеќам, од дедо ми го има кажувано дека првата оперета во Македонија направена во Кочани. Да. За крај сакам да завршиме со ситуација, со нешто што се има случајно зад сцената. Имаш можност да глумиш и да бидеш на иста сцена со некој од најголемите актерски имиња. Исто како и тебе, мислам, тука нема збор. Ама сепак некако и во МНТ, па и во театар комедија на вистина сериозни величини застанале со тебе на истата сцена. Како изгледа, какви се овие луѓе кога ние практично не ги гледаме затоа што за нас се нели популарни? Периодов, пред нема ни пол месец, бев во процес на спектаклот кој се случуваше во МНТ, Сонцето, колку е блиско сонцето. Зошто ти го кажувам ова? Затоа што бевме ансамбл од, да не претарам, сигурно 40 глумци. Да не речам сите. Да не речам сите. И, значи, сега само замисли си го тоа во глава, како е театарот преполн со глумци. И бев превозбудена за тоа, затоа што, нели, колку сум веќе неполна година во МНТ, и ми беше супер прилика да ги запознам сите одеднаш. И бев како мало дете, влагав по гримиорни, си зборев со сите, си наблюдував, си гледав. И тоа што најмногу ме фасцинираше, во гримиорна сум исто со едни прекрасни големи глумици, и гледајќи ги нив, колку имаат трема, како зборуваат за себе, дека ова не беше добро, ова беше добро, како се бодреа една со друга, ми беше фасцинантно. Мора да ми кажеш кои се сега. Камка Доциновски, Звезда Ангеловска, Искра Ветерова, Габи Петрушевска и Сашка Димитровска. Да, реално. Добра гримиорна. Многу добра. 6 души, зашто сите се на сцена. И гледајќи ја, например, Звезда, колку и беше стало до представата, иако игравме сите по кратки сегменти извадени од различни драмски македонски дела, значи секој имавме од прилика по сцена од 10-15 минути, како таа пристапуваше со каков страф, би рекла, трема, Камка, например, после секое доаѓање од сцена, го слушнавте, дали беше добро, сватив дека сите сме создадени од истото. За да бидеш актер, треба да си прво многу несигурен во себе. И тоа ми се потврди, да, верувај ми, затоа што ако сум 100% сигурна дека во се што праваме добро, нема да има никаков прогрес и нема да бидам подобра утре. Значи, инат и несигурност. Инат и несигурност го врти светот. Да. И бе фасцинирана како тие големи за мене имиња и мои идеали, кои биле некогаш и се уште се во глумиштето во Македонија, ги гледам толку човечно и блиско до мене дека се бават со истите проблеми што ги имам јас. Не те прашам што е следно, зашто некои работи веројатно и не смеат да се кажат. Очекувам кога ќе има нешто големо и следно да не дојдеш повторно и да се дружиме и да си правиме муабет. Се надам дека убаво си помина со нас. Одлично, едва и чекам пак.
Од разговорот со Наталија контролирано летаме кон музичкото студио, каде што не чека Мијата. Неа ја знаете од нејзините многобројни хитови, од македонски идол, каде што беше дел од најдобрите многу одамна кога тој се одржа, меѓутоа и од бројните емисии каде што зборува за комбинација од музика и контрола на летање. Навистина овој пат ни подготви интересен настап кој што за мене беше комплетно неочекуван, затоа ви препорачувам да го гледате до самиот крај. А сега одиме во музичко студио. Здраво, Мијата! Која музика го врти твојот свет? Па моментално го врти музиката која што ја слушаат моите деца. Ако во колата се вози Калин, нас не врти Ит. Ако се вози Никита, не врти Кацај. Кога сме кај децата, која ти е најомилена приспивна песна? Па валјда таа што сум ја напишала, се вика Приспивна и ја има на YouTube, значи Мијата Приспивна. Ја снимивме кога беше Никита бебе, а всушност првично ја искомпонирав за внука ми Срна кога ја успивав и така е. Баш е приспивна. Да пеам може? Биди ми спокојно ти, мама е тука, знај. Ке избришам солзички твои секој пат. Очиња тажни засмеа, заменувам, поставувам ред. Мило спокојно спи во новиот свет. И како последно прашање пред да те слушнеме, омилен фолк изведувач или изведувачка? Петранка Костадинова и ќе видите подоцна зошто. Уживаме и летаме со Мијата. Не прашувам зошто живеам, тоа што сум тука не е случајно. Ја знам, затоа смело сега тргнувам. Патувам зад себе, трага оставам. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе јас. И на 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 на. Од животот немам здравови, од секогаш биле разочарувања. Да, и време за моите планови да доживеат своји остварувања. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе јас. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој, свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Зашто верувам во себе јас. Верувам, не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Зашто верувам во себе јас. И не ми вели стој, и нема неспокој, јас знам. И не ми вели стој, верувам во себе јас. Верувам во себе, верувам во себе, верувам во себе, верувам во себе јас. Верувам во себе, верувам во себе, верувам во себе, верувам во себе јас.
себе јас. Je n'ai pas compris même pourquoi les étoiles étaient jalouses de cette ville. N'ai pas compris pourquoi les amoureux en recherche là un abri. Maintenant je vois et je crois, cette énergie m'accable ce soir. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli le printemps avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Et le vent, c'est pas mal avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Nous nous promenons sur la route de Rivoli. Je fonds comme fromage quand je vois ton visage. Ouh, c'est joli. Ba-da-ba-da-ba-da-bam, ba-da-da-dam. Ba-da-da-da-da-da-da. А будалче што така зборуваш ти, не ми значи дал сме пари сил штим. Со погледот твој само љубов ми дај, води ме било каде на чај. Maintenant je vois et je crois, cette énergie m'accable ce soir. C'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli le printemps avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Et le vent, c'est pas mal avec toi à Paris. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Nous nous promenons sur la route de Rivoli. Je fonds comme fromage quand je vois ton visage. Ouh, c'est joli. Me boli, me boli, me boli. Me boli što daleku stonуваš ti. Me boli, me boli, me boli. Me boli što ovde kad nesrećen si. Ima li, ima li, ima li. Ima li sreća što Paris je skril. Sve što ti treba je tuka i sega. Трета песна. Преска Јована ме праша која ми е, нели, омилена фолк изведувачка. Рековме Петранка Костадинова, едно што е од Ѓорче, едно што е едно од доајенските вокали женски. Има и други, меѓутоа таа ми е на срце. А на прашањето што го врти светот, мислам дека сите, ама баш сите што реновираат во моментот, знаат дека мајсторите го вртат светот. И затоа, мајсторе, мајсторе. Ама на мијата начин. Со Јаков и со Бојан. Покрај твојот дуќан, кога поминувам, да те најдам, да те видам, посакувам. Покрај твојот дуќан, кога поминувам, да те најдам, да те видам, посакувам. Мајсторе, мајсторе,
срце што ми гори, мајсторе, мајсторе. Кажи што ми стори, срце што ми гори, мајсторе, мајсторе. Кога нема да се јавиш, јас тагувам. Штом на дневен ред ме ставиш, се радувам. Кога нема да се јавиш, јас тагувам. Штом на дневен ред ме ставиш, се радувам. Мајсторе, мајсторе, душава ми ја разболе. Кажи што ми стори, срце што ми гори, мајсторе, мајсторе. Кажи што ми стори, срце што ми гори, мајсторе, мајсторе. Кажи што ми стори, срце што ми гори, мајсторе, мајсторе. Фала ви што ме поддржувате у сите лудости. Многу ве сакам. Видовте и бога ми слушнавте што слушнавте. Верувам дека уживавте во оваа емисија која што ја подготвивме за вас со многу љубов. Исто како што се подготвуваат највкусните македонски јадења, а во некои од следните епизоди ќе зборуваме токму и за нив. Ако сакате да ги видите и слушнете, секако се гледаме повторно во 17 часот на Телма телевизија. А за повеќе содржини и за целосниот подкаст со Наталија, можете да не заследите на Instagram и Facebook и да стиснете subscribe на YouTube, каде постојано објавуваме нови содржини. Се гледаме. Чао, чао!